Во свет со исти слики, исти звуци и исти трендови, тешко е да се препознае нешто различно и нешто наше. Културата во Македонија не исчезнува, но полека се повлекува кон прагот. И размислува дали да се упати кон светот или да се врати дома. Јас сум Клементина, а вие гледате првата епизода на подкастот Култура на прагот. Денес наш прв гостин е Христијан Јовановски или Кикс. Добре дојде, мило ми е што си тука. Здраво, фала ми што ме повикавте. Многу ми е тешко да те представам затоа што користиш различни техники и при тоа различни медиуми, па на кратко би кажала дека си уметник. Може да се каже. Креативец. Да. Сакаш ли да ни објасниш како почна твојата приказна со уметност? Па можеби така и самиот ќе се представиш. Да, мислам дека за да се представам јас треба да навлезам од почетокот, предпоставам. На кратко, јас сум Христијан Кикс, исто така стаклени игли. Во главно гравирам на стакло, огледала и сега почнувам со било што друго, искрено, небитно материјал или медиум, што и да е. Почнав пред... Усвари почнав на 16 години прв пат. Првото искуство со уметност ми се графити, што е доста често во денешно време би рекол, дефинитивно. Многу луѓе започнуваат со графити, многу од инспирациите ми се луѓе кои што започнале и продолжиле со графити или натаму им се развило тоа во нешто друго. Почнав во Охрид со еден маркер кој што го позајмив само да се потпишам на континер. Не беше ништо посебно, само беше Кикс да напишам на еден континер и тоа беше почетокот на мојот живот уствари. Со луѓето кои што денеска сум се уште најблизок, тие ми го дадоа првиот маркер, така да фала Јане и Дамјан. Започнав на шала. Сакам да направам некој графити, сакам да оставам нешто од мене, сакам на некаде да запишам дека сум поминал од тука. Тоа прерасна многу погрешка во тетовирање. Премногу беше погрешка. Никогаш не мислев дека ќе бидам уметник. Мислам, завршив медицина средно. Јас више бев во медицина кога почнав со цртање, така да не се поклапа воопшто. Отидов во Лаки 7 студиото на крај на 16, околу 17 години, пред да наполнам 17, прочетка ми се тетовираше и самото прво влегување мене ми остави таков впечаток. Толку се заљуби во тетоважите, а мислам дека главно беа артистите во студиото, Чуро особено. Чуро е човекот кој што го има започнато Лаки 7 и е најдобриот артист што го имам запознаено лично и сум од чест да го гледам како работи. Рандом, само му кажав дека сакам да тетовирам и ми рече, окей, дојди утре. Ја не очекував, мислев дека ми рече, дете, имаш ли позадина некоја било што? Не, дојди утре. Окей, зошто да не. И останав 4 години во тоа студио, така да од тоа дојди утре, доста многу, не, 3 години мислам дека во студиото, да не претерувам. Првите две во главно беа само цртање, немав никаков допир со кожа или со машинка воопшто, а пробам да тетовирам. Започна од само доаѓа и гледање како работиме и учи. Гради се самиот како човек, гради се како уметник. И фала им за тоа. Ми дадоа многу подобар темел за што понатаму. Дојде, за жал го напуштив тоа студио и пробав и на други места, пробав да тетовирам по дома, многу нелегално. Пробав многу работи да направам за прво тетовирање, ама мислам дека сватив дека не е за мене, дека не сум јас тој човек. Стресот од самата игла во нечија кожа. Мислам, јас лично имам страф од игли, доста е комично што тетовирам. Што има завршено средно медицина. Така, меѓу другото. Имавме вежби каде што јас требаше да со игла во сунгер да демонстрирам под кој агол треба. Мене ми се тресат рацете. Јас не можам да ја држам иглата, мене ми е страф. Доаѓам наредниот ден, сум као да, тетовирав цела рака на човек. Како? Не знам, не ме прашувај. Те понесува уметност. Апсолутно. Не само уметноста, туку и односот со луѓето. Тоа што највише ме понесено за мојата уметност беше изразот на човекот кој ќе ја види завршената тетоважа. И самиот дизајн кој ќе го види на почетокот, знаејќи дека ова е тоа што го сакаме. Дечкото кој што е меѓу првите, што има тетовирано, Јане, човекот со кој што апаратека го имам започнато заедно. Мислам, он го почна, јас понатаму се вклучувам. Он ми е еден од првите тетоважи каде што
мислам дека месец дена ја мислевме тетоважите. Беше толку, више напорно беше на крај. На 20 дни беше смачено, само сакавме да ја завршиме. И на стапалото пиратски брод. Многу рандом идеја, многу од никаде искочена, он имаше некоја феноменална замисла, 50 дизајни ги свртевме и на крај моментот кога го ставивме стенсилот на новата и видов како се убаво се вклопува, се сватив дека ова е тоа што го барам. Мислам, мојата уметност, јас не би рекол дека сум талентиран. Далеко од тоа. Јас гледам да се подобрувам цело време, гледам да учам како да бидам подобар артист и подобар човек за тоа што луѓето сакаат да го креирам за нив. Но сваѓам дека делот кој што најмногу ми значи е формата. Формата како стои на луѓето, како понатаму ќе изгледа на телото и понатаму тоа прераснава како понатаму би изгледало на стаклото или на предметот. Продолжувам после Lucky 7 и целиот тетовирање дел со мислам дека неколку месеци каде што не правев ништо и тука се раѓа апаратека, тука започнуваме со искачаме вечерта до 8 саат, завршуваме 9 саат, више негде се враќаме пешки од центар на кај Ченто, па ја продолжувам хиподром и више сме во Ченто, јас го испрегам, како, знаеш, сакаш ли да дојдеш да си играме со некој фотоапарат од 90 и некоја. Зошто да не? Што може да се деси лошо тука? И така почна од рандом искачања, во рандом одење во неговата соба до за да работиме до сега имаме како да кажеме, имаме цел простор, имаме наше место каде што се трудиме да направиме нешто. И самата таа рутина, да продолжам секој ден да работам со него на нешто ми значеше многу, ми помогна со почнувањето на стаклени игли, каде што на шала имав пробано да изгравирам стакло со Вујко ми во 11 навечер. Комплетно најдобро време за уметници? Апсолутно најдобро време за уметници. Бевме собрани кај него дома, мислам во двор седевме, не внатре. Никогаш немајте да гравирате стакло внатре, ќе стигнеме до тоа. Кај него во двор на шала, после фамилиарно собирање ручек, сите малце, знаеш, 2-3 пива испиени, спремни да си легнеме и он ми имаше влезено во моторџески клуб тој период. Имавме доста голема парче стакло што само празно седеше, така кој ѓубре оставено се фрли. Имав видено мислам дека на Инстаграм ми се имаше појавено како некој гравира стакло и ме интересираше што е ова, зошто е ова, зошто би сосејал како да тетовирам стакло. Мене тоа беше првото. Барав нешто да го сменам тетовирањето и зошто да се осеќам како да тетовирам стакло. Дали е интересно уопште? Да, премногу. Тука го правам првото стакло, негово си, него чепкам тоа, нема никогаш да го побарам назад, првиот пост на Инстаграм ми. И почна на шала, направив 2-3 мислам дека поголеми парчиња тој период и се зафркнав, зашто беше зима, сакав внатре да го правам тоа, го правев кај мене во соба. Во кратки црти носи маска и не го прави на затворено, зашто заврши во болница доста долго време. Сега сум си со инхалатори и мора да се грижам 24/7, не смеам да пушам, не смеам да правам никакви глупости, зашто не сакам да се повтори тоа. Уште имам мали проблеми со дишењето, но не е ништо проблематично, реално само треба да се грижам малку повеќе, ама ми требаше месец дена да оздравам и после тоа на кампување на Пониква во метар снег и го исчистивме, наместивме шатор, се тоа супер, се вратив и пак се разболев, што беше доста комично. Така да, реално започнувам лани, уствари, околу септември, ако не се лажам, со отварањето на Комбо. Комбо е, не знам дали се запознаја на мал кафич во Железара. Не би рекол дека тогаш беше во главно кафич. Сега си имаат толку, мислам, лаудиме на девојчињата, толку си имаат развиено, толку го имаат направено Комбо да е социјален бизнес. Мислам, помагаат на цела Железара, имаат средено, гледам дека стварно пробуваат да донесат повеќе за се околу нив и гледам дека се трудат да направат нешто многу интересно. Имавме настан со Скопје Трифуствер имаше настан таму. И отидов чисто да видиме што се случува. Моето прво запознавање со Комбо има огромно огледало, округло огледало, кое што
Не ни го размислив на почетокот дека може да го гравирам, не мислев, немав уште гравирано. Немав уште гравирано огледало и на шала им спомнав као ха, би било интересно ако можам да го изгравирам утре дента ми го дадо огледалото. Девојчињата истиот момент беа као да, окей, направи го. Како тоа направи го? Знаеш, морам околу се договорам. Не, направи го. Окей. И имав дедлайн, што многу ме помогна. Они во средина на септември мислам дека го отвараа повторно комбо, правеа некоја пауза тој период и сакаа за отварањето да е готово огледалото. Морав да го завршам и тука освари почнува стаклени игли. Тука е првите постови со овој период зашто морам више, не можам само да го оставам кај го стаклото, не сакам да продолжам со ова. Тука ми го даде тој мал чекор ми помогна да го направам за да продолжам понатаму и еве сме сега. Мислам, иако периодот правам малку пауза, зашто имаме доста работа со апаратека и немам време секој ден да гравирам, плюс ми требаат многу специфични околности. Така да, мала пауза, ама еве сме, продолжуваме. Зошто баш стаклени игли? Многу добро одговара, меѓутоа секако како што кажа дека за дизајнот за тетоважата за ногата се размислувало месец дена, претпоставам дека и за ова име се размислувало. Станува дел од идентитетот неизбежно. Мене ми беше најголем страф од името. Името мислам дека го смислував подолго него било кој дизајн што го имам смислувано ми беше мојот камен што морав да го качам до врвот на планината. Прелошо. Имав 700 и нешто имиња смислени и не можев да се одлучам и на крај само го оставив неципеципец. Стаклени игли се роди од тетовирав, така да тоа што највише го користам и најмногу се троши се игли, а се многу кршливи работи. Иглите мислам се трошат со самото користење во кожа, а не па на било што друго. Мислам, сега пробувам да гравирам. Со игли, со машинка за тетовирање и иглите кои што би користат тетоважа, правам мали дупки во камерите, кои што го вадат најгорниот слој од бојата и се гледа дизајнот, така да тоа е нешто што ќе биде на 30 и на 31 во комбо. Официјално дебју, прв пат да се видат во надворешност на Инстаграм, така да ќе биде интересно. Ама стаклени игли, да, буквално е почнато од многу мислење и само на крај реков, окей, мора да почне што и да е. Стаклени игли звучи феноменално, сакам да тетовирам, сакам да сосеме кога тетовирам стакло, така да тука сме, ова е, нешто ќе биде и стаклени игли едноставно испадна тоа што ќе биде. Да, може да ја посетите Инстаграм страницата и да видите тука какви изработки ни донесе за да ги погледнеме. Ке има повеќе, ветувам. Сега малце намалено. Па да, и временските услови не дозволуваат надвор да гравираш. Да си ја научил својата лекција. Последните се најлоши со зимска јакна, со бини на главата, облечен како за на скијање, седам надвор ракавици и пробувам да гравирам, не гледам 90% зашто носам и наочари, маска и како што дишам ми се замаглува. Многу интересен процес е гравирање во зима. Не би предложил. Им ги даде сите совети што треба за да се започне со гравирање. Не ми го краде тоа. Само желбата е потребна. Апсолутно. Многу интересно дека треба некој да те потурне напред, да ти го даде маркерот, да ти кажам дојди во нашето студио, да ти дозволи својата уметност да ја прикажеш кај нив. И тоа е некоја интеракција и со публика меѓу другото. Да, дефинитивно. Самиот почеток во уметност мислам дека секогаш е од некого. Многу ретко имам запознано луѓе кои што почнале само зашто сакале или биле талентирани во цртање. Секогаш има некој кој што ќе те поттурне. Мислам, јас почнав со графити, да, ама јас тука ги запознавам луѓето кои што ми се инспирација до ден денес. Едно искачање каде што искачам со спреј и цртам неколку глупави графити што се надевам дека се покриени до сега изфарбани во мојом Скопје. Срам ми е да ги гледам више. Ама тука се запознаваш со луѓето кај што те гледаат дека го правиш тоа и сакаат да ти помогнат и да те насочат. Сама таа мала насока ми дава многу мотивација да сакам да створам поише и гледајќи го нивниот стил и тоа што они го креираат, сакам да експериментирам повеќе. Мислам дека затоа и стигнав до тука, заради таа експериментација и неочекување дека ќе биде нешто.
пак е некаков општествен процес и се здружуваме преку уметноста. И пак сме некое мало место Македонија каде што е ако си во тие води неизбежно да се запознае со било кој. И многу тоа што се поттикнуваат и ето од идеја за апарати, каде што работите заедно со Јане, ти почнуваш со гравирање на апаратите, што е прекрасно, супер. Да. Имаме почнато и предходно со уметници, имавме пазарки, торбите што бабите ги носат на пазар. Тоа мислам дека беше едно од првите кои што ја правевме со уметник Миро Микс. Човекот е ненормално добар уметник, многу го почитувам и он ми ја даде идејата дека уствари не мора да е само за едно нешто тоа кој што го работам. Ние работиме на фотоапарати во главно, но гледајќи го како нештото мало он сака да додаде карактер, да додаде идентитет на тој мал бизнис, многу ме поттикнува. Матеј Смут исто тетовира во Nameless, дечкото ни направи Polaroid, го исцрта целиот скроз кастом цртано и тука ја добив таа мотивација да сакам да движењето на самиот предмет да е различно, каде што делот кој што се отвара горе на Polaroidот за блицот да му се крене нагоре, го имаше направено со забе и како уста и кога ќе го отвориш, комплетно се трансформираше дизајнот и тоа додава толку многу на само вау факторот. Го гледам од страна и гледам дека е со љубов направено. Не е само цртеж. Многу е добро што имаш инспирација и подрачка од локални артисти, а не толку функционира од глобализацијата и трендовите по Инстаграм и сето тоа што нели денес ја обликува некако уметноста, затоа што капитализам не е возможно да се одела доколку сакаш да живееш од уметност, мора да се прилагодиш на некои правила. Па затоа сакам да те прашам дали мислиш дека младите уметници создаваат идентитет повеќе или се прилагодуваат на трендови, дали алгоритам создаваат и која е таа релација помеѓу моето собствено и чекај пак предизвикот да се допаднам на публиката, а публиката сега е влезена во алгоритмот и за да се допаднам на публиката морам и јас да влезам во алгоритмот. До негде. Морам да се согласам дека да, трендовите многу влијаат. Но кога ќе барем за мене, кога сум околу луѓето, апсолутно јас сум еден од ретките кои имаат честа да се околу тие луѓе. Јас сум многу среќен што ги имам запознаено mutuals и се тоа ми се погодило да сум во тие кругови. Така да јас имам среќата да можам многу да се инспирирам од нив и се надевам дека и за останатите помали македонски артисти, така дека ги гледаат тие кои што више успеале, направиле нешто од себе и се уште градат нешто понова и понатаму. Се надевам дека и они сакаат да го изградат нивниот идентитет повеќе, ама да бидеме реални, без трендовите. Нема никогаш да бидеш на тоа ниво. Да, убаво е да имаш ниш публика која што знае што правиш и знае како го правиш. Го спомнав Миро, мислам, човекот има толку уникатен стил, толку е персонализиран и негов. Не можеш да го ископираш тоа, не можеш да го направиш свое. И он не следи некој тренд. Затоа јас сакам него да го следам. Јас сакам од него да се инспирирам. И луѓе како Владимир Балдо, Ивана Горечан, исто од Nameless, мислам Oink Tattoos, они моментално се Миро, Балдо и уште неколку останати артисти. Они многу гледам дека да, дефинитивно црпат од што е моментално популарно и капитализмот и се тоа не можеш да го избегнеш, но гледам дека остава нивно лично нешто позади секој цртеж, секоја татуажа, секоја песна која што прават. Мислам, они се исто така и рап артисти, мислам дека бе му дошло. Миро прави многу добра музика со Soul Mental моментално, EPSF групата, мислам, они прават музика за нив, така да гледам дека луѓето сакаат да извадат нешто нивно од нив за нив. Не е толку на публиката кога ќе се свиѓа, па на кого му се свиѓа супер. Идентитетот нивен е остварен е више, се гледа што прават и го продолжуваат тоа. Така да, дефинитивно црпам инспирација од нив, но не можеш без интернет и без што е моментално популарно. Спомнавме капитализмот и предизвиците на модерното време.
Па еден од поголемите предизвици е останувањето во Македонија и обстојувањето во овој систем и нели познато е во најтешките времиња се создавало најмногу уметност. Дали за тебе уметноста е, не знам, некаква лична борба, некаков начин да си го подобриш животниот стил тука каде што си, дали тоа на некаков начин те приврзува со обстојувањето овде? Не би рекол дека ме приврзува. Многу пати сум имал желба да се преселам. Дефинитивно. Мислам, имам работено во Хрватска, многу Ерасмус проекти надвор од државата каде што сум сакал да продолжам и да останам и да видам како можам да избегам, но дефинитивно уметноста има помогнато мене лично да останам тука, ама не би рекол дека за мене барем е начин да се спротивставам. Јас го гледам како искажување на самиот себе до степен, но во главно гледам како начин да си задоволам некоја потреба да творам и да правам, да продолжам со тоа што сум тука. Зашто ако престанам со се што правам додека сум тука, јас престанувам да сум јас. И апаратека и стаклени игли моментално се само еден начин, можеби не да останам во Македонија, но ми даваат желба да сакам да продолжам да сум тука, зашто гледам дека луѓето во Македонија го сакаат ова, сакаат стари фотоапарати, сакаат да се навраќаат на ретро деловите и сакаат да комуницираат. Мене најумилениот дел од настани ми е комуникацијата со луѓе, зашто доаѓаат по 7-8 луѓе наеднаш, каде што сите пробуваат да прашаат нешто во исто време и се губиш и разбираш дека и на нив им е мило што гледаат дека останати луѓе во Македонија се трудат и мислам дека со самото тоа што се трудиме сите ние и со самата желба они да дознаат зошто, како и што правиме. Мислам дека тука се раѓа желбата да останеме и да продолжиме и да твориме за Македонија, во Македонија, од Македонија. Така да малку по малку се гради таа заедница. Да, тоа е многу добро. Спомна на враќање кон ретро работи и сега гравирањето технички е занет, кој што постои одамна, меѓутоа толку не се користи како медиум, нели, стаклото и гравирањето на стаклото, па затоа дали го перцепираш како продолжување на некоја традиција или толку е замрено тоа што се чувствуваш како нешто ново да создаваш? Лично како нешто ново, дефинитивно. Разбирам дека е на некој начин традиционална уметност и дефинитивно е изгубено, мислам. Најверојатно со дрво би се гледало најмногу и како се твори од дрво, но тоа што јас го правам би рекол дека е нешто ново, нешто различно, кој што јас барем би сакал да е нешто ново и различно. Гледам да прерасне во нешто. Мислам, почнав на стакло, и почнав на стакло зашто ми беше најлесниот медиум да се префрлам од кожа на стакло. Мислам, доста е слично користејќи го дремелот на начинот кој што ги користам иглите, иако е комплетно обратно. Па секој мал дел е комплетно обратно, дека би требало да држам права линија, да се замарам за аголот на правењето тоа, колку длабоко сум навлегол во кожата, да не направам blowout, да не биде премногу блиско до површината, па дали си во дермис, епидермис, хиподермис, многу замарање има таму, дека стаклото е комплетно обратен медиум, каде што не смееш да влезеш подлабоко бидејќи се скрши. Моментот кога се скрши джабе, каде ја се стигнал, мислам со моменти каде што ќе го завршам и толку многу сум го измачал на некој начин стакло дека што го фаќам во рака и само се рони и остануваат делови нама дека најс интересно. Но јас го гледам како нешто ново, бидејќи пробувам да прерасне во нешто. Започна само на стакло, но еве го се движи понатаму. Сега гравираме и фотоапарати. Тоа ми е барем новото нешто. Благодарение на тоа што почнав да реставрирам фотоапарати, почнав да пробам CD плеери, да реставрирам Walkmani, дискмени. Моментално јас пробам да се вратам на слушање на CD-ња, поубаво ми е чувството, така да сакав да си направам за мене мој уникатен CD плеер кој што има дел од мојот идентитет во него. Не е нешто специјално, само е чувството на имање уникатно нешто кое што доловува дел од мене и гледам дека прераснува со секое ново нешто што ќе го направам. Гледам дека не само уметноста и цртежите кои што ги правам не еволуираат само тие, туку и
и на што работам. Сега почнав и со огледала, сега почнав. Почнав со огледала многу одамна, но разбирам дека не мора на самото стакло да гравирам, туку прво да направам лампа со огледалото, каде што би можел да ја ставам понатаму во ваква рамка со мало светленце позади, дизајнот може да свети, така да е функционално, не е само украс. Многу луѓе ми имаат искоментирано дека да, убаво е што го правам, но се само украси на крајот на денот. Иако е уметност и цртање, сепак е само украс. Ова не е нешто кое што ќе го покажуваш на овие како да, види го ова нешто што го имам, колку е добро, колку е корисно, не го покажуваш на аспект на интересно е нацртано, види колку е добро, види колку е уникатно. Ама моментот кога го имаш CD плеерот, да речеме, или камерчето, фотоапаратот, и јас го користам секојдневно, ама користам нешто што има дел од мене на него. Нешто што јас сум сакал, например, сега правев камерче гравирано со цветови. Обожавам да цртам цветови, доста често цртам цветови и гледам следната рол на филм кој што ќе ја користам од тоа камерче да бидат само цвеќиња. Не знам зошто, ми додава убавина на самите слики. Знам дека јас сум сакал да биде поврзано со овакво нешто. Јас сум го потрошил времето да го направам камерче да ги има цветовите на него. И самото користење ми додава на убавината, на желбата да продолжам понатаму со самото сликање, гравирање и се останато. Мислам дека сега им е јасно зашто кажал дека е тешко да те представам и најкратко беше уметник, креатор, да работиш на многу различни медиуми. Ја спомнуваш апаратека неколку пати и реставрирање на фотоапарати. Дали сакаш нешто повеќе да ни кажеш за тој проект? Апаратека е сега многу поголемо, ама апаратека почна како мала дружба меѓу мене и мојот најдобар другар Јане. Ние реставрираме голем збор да го искористиме и дефинитивно ги реставрираме камерите, но во главно е само грижа за фотоапаратите. Тоа се запуштени фотоапарати кои што луѓе не име гајле што ќе прават со нив, зашто имаме телефон. Едноставно, зашто би развивал филм од 36 слики кои што ќе оплатам 1000 и нешто денари за да го имам филмот, да го сликам и да го скенирам и на крај да имам 4 слики од целиот филм зашто ништо друго не се гледа. Но јас имам потрошено толку многу пари на филмови само за да има 3 слики на нив што боли, апсолутно боли. Ама има убавина во тоа, има љубов во тоа. Ние го почнавме апаратека зашто сакавме да не толку да фотографираме, сакавме да си играме со фотоапарати. Фотоапарати самите по себе се толку интересна замисла. Мислам, филм е магија, филм е хемија, филм е толку страшно нешто. Дигитална камера може да ти објаснам, филм не може да ти објаснам. Филм има само некое чувство, може да ти го објаснам физички што е, како работи и се тоа, ама филм е чувство. Филм е љубов. Филм е нешто што ги добиваш сликите на крај и ги гледаш и си како вау, ова јас го сликав, ја не знаев дека е тука. Јас немам појма што се сликиве. И од таму почна, од таа желба да направиме неколку фотоапаратчиња за нас да средиме, па чекамо се луѓе го сакаат ова. Имало студио за ова кај нас, ја не знаев дека развивале филм додека не почнавме со фотоапарати. Ние на почетокот гледавме како ние можеме да го правиме тоа, кога свативме дека има посветени луѓе за ова. И малку по малку гледаме дека оживуваме сцената. Тоа ми е многу мило. Со Моби Арт имаме зборено, доста они развиваат филм и као дечките ни зборат последните 2 години кога што го работиме апаратека, дека се повеќе и повеќе луѓе доаѓаат. Моментално се фокусираме малку повеќе на дигитални камери, бидејќи тоа е главната поборувачка. И тоа во главно се наоѓа. Многу е полесно, немам фотоапарат од 2007-2008 кој што се уште работи и само треба батерија и по ноќ да му најдам, да видам ако треба да му се смени некое делче и после тоа да продолжиме од таму, отколку да земам камера на филм, па да видам како работи она, дали работи секој дел од 70 и некоја. Јас не можам да најдам менуал за ова како да го поправам. Мислам, пробав да поправам Зенит камера од 76-та, пред некој време морав од руски да преведувам цели објаснувања на руски како да го поправиш делот. Јас не го разбирам јазиков, нема на англиски ова нигде. Прво што Google Translate полозборите не се разбираат и одиш на окей, јас ќе зафркнам ова, следните 3 надежно ќе ги поправам, ќе видиме.
Така да апаратека е почнато од шала, од што ако до сега ми е животот. Јас сакам да се фокусирам на апаратека многу и гледам дека ми одзима од стаклени игли и не ми смета воопшто. Двете се дел од мене, иако апаратека не е, би рекол дека не е мое дете, например, но сакам да го чувам. Ја не го има почнато, дефинитивно он го има основано, он имаше желбата да стане тоа што е сега и тоа што ќе биде, зашто многу настани спремаме вебсайт, што надежно до крајот на месецов ќе биде, требаше да е на 15 јануари. После вебсајтот доаѓа физичка локација, развивање на филм, така да гледаме да навлеземе во целото и го работиме со желба и љубов да не само за нас, туку и за целата сцена околу нас, зашто доаѓаат луѓе и ни кажуваат колку им фалело да сликаат на филм. Пред некој време на настанот во парк со Europe House и Комбо, фала ви Комбо, имавме мал настан каде што продававме фотоапарати и дојде некоја жена од 40 и нешто години и почна да ми објаснува колку и фалело ова и колку и значува се осеќа повторно како дете зашто фатила фотоапарат на филм за прв пат во рака после 20 и нешто 30 години. И се така целата повозбудена од нас. Само да незина возбуда и незина радост додава на мојата желба да сакам да продолжам, така да гледаме да прерасне во нешто. Да, многу е благородно кога имаш таков фидбек и некој се радува и му е мило за тоа што го правиш. Апсолутно ми додава на мојата желба да сакам и јас да сликам. Јас сум прелош фотограф. Мислам, јас не знам да сликам. Јас сликам од љубов. Јас сликам зашто сакам. Јас сликам бачиња и цвеќиња и архитектура што ми се допаѓа, брутализам, пробувам да сум артси, се тоа. Не, јас не знам да сликам. Јас го сакам фотоапаратот. Ама гледајќи ја љубовта на другите луѓе, јас сакам да видам они што ќе направат. Најмило нешто ми е кога ќе дојде човек што купил стар фотоапарат, имаше едно девојче баш сега пред некој 20 години можеби, помало од мене. Купи камера од 70-тите, да не те лажам, не знам која година точно, Kodak Retina 2, ако ти значи нешто. Девојчето немаше помека да се користи. Јас знам да ја користам, јас не сум феноменален во користење. И ги дава сите ресурси што ги имам, и објаснив се што знаев, и само ми реков, те молам, покажи ми ги сликите кога ќе ги имаш. Тоа се случи во парк Авионче во аеродром. Исто имавме со Комбо настан таму. Таму онеја го зима камерата од нас, фотоапаратот од нас го зима. И во парк дојде да ми ги покаже сликите и беше толку возбудена, толку среќна. Имал се ми е срам што подобри од моите искочи. Ама беше феноменално и ми раѓа желба да запознавам поише такви луѓе. Затоа и сакаме физичка локација, зашто тие луѓе доаѓаат и ни даваат на нас мотивација да продолжиме. Добро, како што тебе некој те потурнал и ти кажал, дојди во студио, види како правиме, така и ти покажува само како се користи апаратот, ама чекор напред им дозволуваш да направат. Апсолутно, мислам, јас не можам многу да им покажам. Ова од прилика, вака би го наместил јас, ама ти прашај го Google за секој случај, зашто јас многу можам да ти изложам за ова, не сум ни јас професионалец, така да со среќа. Техничките работи, барем малку да се... Да, ќе го наместам филмот, ќе ти покажам како да отидеш на следната поза, останатото со среќа. Беше доволно и тоа, нели, да ти се подаде маркерот и да почне се до тука. Од маркер до стаклени игли. Да, од маркер до стаклени... Мислам, маркерот дефинитивно ми почна се, ама колку и да звучи лошо, причината зашто јас сум до тука е зашто јас бев многу несериозен. Јас не одев во студио колку што треба. Јас требаше, јас сум секој ден таму. Јас после школа одев во студио, толку многу избегнував. Никој не сака после школа да има уште една обврска и бев дете и не размислував на еднината. Се што сакав е да ми биде интересно. И тетовирање во моментот ми беше интересно. И се уште ми е, мислам сега, иако не тетовирам колку што тетовирав тогаш, баш смешно, после 2 недели, као 6 луѓе ме прашаа за тетоважа, така скоро се рандом. Ама гледам дека чудно е. Експериментирај, зошто да не? Да, ако не ти успее во тетовирање, ќе ти успее во гравирање. Може би нешто подобро ќе се дека не се откажуваш целосно од уметност. И да не успее во гравирање, во нешто ќе успее. Токму така, да. И ти само да го имаш како хоби, само како нешто што го правиш еднаш на 3 години. Небитно, прави го, пробувај.
расти со самото тоа. Мислам, тетовирање, да, се супер, сакав да го правам, главно беше уметноста. Главно беше уметноста, не ми е битно на кој начин ја правев уметноста. Мислам, главната инспирација ми се луѓе кои што прават тетоважи, да, но исто така и муралисти. Јас немам направено мурал во животот. Да, имам цртано графити, да, имам цртано карактери и останати слики над зидови, но никогаш не било мурал. Например, во Куманово, не знам дали следи што се случува, ала одема. Дечките се толку талентирани, толку се трудат. Мислам, Молера и Трендо и Форма Куманова како организација гледам дека многу поддржува се што прават и сега имаше настан, многу ме е криво што не отидов, дента кога се цртаа графити имавме настан на 9-ти, баш ми е криво. Ама гледам дека носат уметници и општо македонски уметници. И од надвор, не само македонски, но приметив, например, оваа година имаше да не лажам, не се сеќавам како се вика жената, но имаше направено доста голем мурал со многу македонски делови. Мислам, имаше традиционална носија и везови кои што ние ги имаме користено во минатото, ги имаше искористено како дел од дизајнот и тоа е толку убаво нешто да го видиш дека доаѓа во Македонија, но не прави само неизвино нешто, туку гледа да се инспирира од се околу нејзе, така да почит, огромна почит до нив и до се што прават. Јас гледам да црпам од нив што е можно повеќе, зашто дечките се феноменални, едноставно. Да, може ли да заклучиме дека разубавување на животот тебе всушност и да ти е интересно те води низ уметноста и тоа е многу добро мото. Дефинитивно. Зошто да не? Поубаво би било гледалово ако има цветови на него за убавината. Поинтересно би било ако имам кастом апарат или многу слично. Тоа е многу... Пробувам се да си направам уникатно. iPod почнав да користам. За некоја причина го најдов на бувљак за 50 денари. Гајле ми е. Јас сакам да слушам музика што не е од Spotify. Ме нервира Spotify. Го имам, го плаќам, боли, не сакам, ама самото чувство дека ова го користам специфично за музика и ништо друго и не сакам за ништо друго да го користам и нема да ми стигне порака на него. Друго чувство. И јас сакам да си го изгравирам. Зошто да не? Мое лично е. Првите графити што ги направив се на зградата на која што живеам. И сега да не кажам фалични работи кои што беа над зидот претходно, но целата причина за првиот графит беше за да ги покријам. И моментот кога го завршив, мене не ми беше толку битен. Мене ми беа битни моментите кога го гледав пак и сега искочив од дома и го видов пак и после ќе се вратам дома и ќе го видам пак. И самото тоа што е таму и гледам дека деца, мислам не само деца, се разбира сите кои живеат таму, но јас како дете требаше да гледам тие фалични цртежи. И другите деца кои што се сега во таа зграда не гледаат фалични цртежи, туку гледаат уметност над зидот. И надежно ќе инспирирам некого. Едно дете да почне да црта заради некој мој цртеж, мене ми е доволно. Мене тоа ќе ми исполни повеќе од било што друго. Може да го преземеме ова како мото за нас и инспирација понатаму, само разубавувај што не ти се допаѓа. Апсолутно. Да. Заследете го Христијан Кикс на Инстаграм, на Стаклени игли, исто така и Апаратека. Ти благодарам многу за гостувањето, ми беше мило. Фала ти на тебе што ме покани. Прекрасен разговор и се надевам ќе биде инспирација за младите артисти да продолжат или да започнат со нивното творење на било каков медиум. Само пробајте. За што и да ве интересира, слободно пратете ми порака и јас сум почнал од негде, така да фала ви за се. Благодарам.